Околу 3000 садници обезбедени од јавното предпријатие Чистота и зеленило ќе бидат засадени наредниот период на повеќе локации во градот во рамките на кампањата Куманово мој зелен дом. Екипи на комуналното предпријатие, представници на општината, Советот армијата, територијалната противпожарна единица и Сдруженијето на армиски и полициски ветерани од активен и резервен состав денеска на спомен костурница започнаа со масовно пошумување на локалитетот. Според надлежните, во текот на денот ќе бидат засадени над 1000 висококвалитетни листопадни садници, апелирајќи за нивно зачувување. Апел до граѓаните првично да ги сочуваме садниците, да не ги уништиме како што тоа се случува на многу места, секако општина Куманово заедно со своите капацитети и јавните предпријатија ќе продолжи со ваквите акции во месец ноември, а секако и во месец декември доколку дозволат временските услови. Очекуваме половина од нив денеска да бидат засадени на оваа локација спомен костурница, а во наредниот период повторно ќе продолжиме веќе за наредна недела во разговор со граѓаните на село Долно Којнаре, каде вршевме чистење на одредена депонија, планираме да продолжиме и таму. Впрочем, и оваа мерка и овие акции кои што ги преземаме се дел од планот за долгорочно справување со аерозагадување и заштита на чистата животна средина и чистиот воздух. И засадуваме и висококвалитетни садници, особено претежно онаму каде што може имаме пристапни терени за полевање, но и заштита на савите ни, пошто често сме сведоци на нивно уништување од страна на несовесни граѓани. За да се подигне јавната свест за зачувување на животната средина и за зеленување на градот во наредниот период ќе бидат организирани поголем број на акции за пошумување, иницирани од председателката на Советот на општината Ивана Ѓоргиевска. Таа посочи дека општината има слух за потребите и проблемите на сите граѓани, но она што се бара од кумановци е да имаат почит кон инвестициите на општина Куманово. Да повикаме голем број на граѓани, тие да се одредат локации, нели, во согласно со она што имаме потреба како општина и еве прилика да се обратам на сите председатели на местни заедници, односно луѓе кои дали се тоа згради или било како во населби кои имаат потреба да пошумат, да направат некој убаво катче за седење, да се обратат кај мене, па нели во соработка со Чистота и зеленило ќе набавиме убави садници и да го опремениме градот. Се што барат ќе им се даде како услов, меѓутоа главна цел е да не фрлат отпадоци во реки. Бев на терен, знаеме дека како изградена браната од реката, таму се пробиени, искршени бетонските столбови, директно се фрла отпадоци во река, значи тие негативни навики мора некако да се отстранат во разговор со населението. Спремни сме, зборував со организации да набавиме и канти за отпадоци метални, значи се само за да може да фрлат отпадоци во контейнери метални. Сега има поставено на повеќе позиции таму, меѓутоа и еве подземни контейнери кои се реткост, не се реткост, ама се нешто скапа работа која се става директно во центар на Куманово и таму да поставиме за да може некако хигиената таму во реката и околу да се дигне на повисоко ниво. Во изминатиот период, во рамките на кампањата, јавното предпријатие Чистота и зеленило има засадено околу 2500 садници, дел од нив на градскиот кеј, дел на студена вода, но има и обновени дрвца во централното градско подрачје.